Почитуван заменик председател на владата на Република Македонија и министер за финансии господине Ставревски. Почитувани медиуми, дами и господа. Задоволство ми е што денеска сум домаќин на подпредседателот на владата на Република Македонија господинот Ставревски и ваш домаќин на овој за нашата општина можнебитен настан. Подпишување на договорот за подзаем за проектот изградба на систем за водоснабдување во населеното место Чанаклија. Со години жителите на Чанаклија имаат проблем со водоснабдувањето. Овие луѓе користат техничка вода наместо вода за пиење, што е незамисливо за животот во 21 век. Ние се заложивме да го решиме овој проблем и со помош на владата на Република Македонија и со проектот на Светска банка ќе успееме во тоа. Веќе следниот септември очекуваме жителите на Чанаклија да добијат чиста вода за пиење. Со овие средства кои денеска ги обезбедивме, ќе изградиме целосен водоснабдителен систем со кој 24 часа жителите на оваа населено место ќе се снабдуваат со чиста вода за пиење. Кога зборуваме за самиот проект, водата од системот инаку ќе биде обезбедена од вештачкото езеро Брана Турија. Ќе изградиме резервоар од 200 метри кубни, дистрибутивна мрежа околу населеното место Чанаклија во должина од околу 7,5 км и пумпна станица. Освен прочистителна станица, планираме да продолжиме и со други капитални инвестиции кои ќе го подобрат животот на жителите на општина Василево. Планираме да ја асфалтираме главната улица во општинскиот центар во Василево до културниот дом, асфалтирање на главната улица во Пиперево, поврзување со асфалтен пат на населените места Чанаклија и Нова Мала, како и реконструкција на патишта низ повеќе населени места во општината и реконструкција на училишни згради. Сакам да ви се заблагодарам уште еднаш на поддршката на владата на Република Македонија и на Министерството за финансии во реализацијата на ваквите проекти со кои треба да се подобри животот на сите граѓани во општина Василево. Се надевам дека ваквата соработка ќе продолжи и во иднина. Градоначалник на општина Василево Ванчо Стојанов, почитуван председател на Советот и членови на Советот, почитувани представници на медиумите. Ми представува задоволството што денес во името на владата на Република Македонија во општина Василево го подпишуваме договорот за заем за финансирање на еден значаен проект за општина Василево, пред се за жителите на Чанаклија. Тоа е водоснабдување, со кој што конечно ќе се реши едно децениско прашање за жителите во ова населено место. Нема поголемо задоволство за нас кои што работиме во владата или во општинската власт од реализација на проекти што значат подобрување на животот на граѓаните, кои што конкретно ќе придонесат за да се подобри животниот стандард и да се реши некое елементарно прашање како што е снабдувањето со чиста вода за пиење. Во таа насока владата и Светска банка обезбедија финансиска поддршка за општина Василево во износ од 20 милиони денари. Средства што се обезбедени по најдобри можни услови што постојат во светот во денешно време, со минимална каматна стапка од околу 1,6%, рок на отплата од 10 години и грејс период од 3 години. И во таа насока би сакал да, освен формалниот дел што се однесува на подпишувањето на договорот, да истакнам две суштински работи кои што според мене се исклучително значајни. Првата е тоа дека политичарите кои што се избрани од народот треба да си стојат на зборот и да ги исполнуваат ветувањата, и токму денешниот настан е исполнување на едно такво ветување и од градоначалникот на општина Василево и од централната влада во насока на обезбедување на средства и реализација на проектот за водоснабдување на Чанаклија. И во тој дел, значи, така како што беше ветено во изборната програма, така ќе биде и реализиран проектот, и денешното обезбедување на средствата и подпишување на договорот представува и првиот чекор во таа насока. Очекувам во скоро време да биде реализиран проектот и да имаме можност да исто така да го отвориме и да заедно со жителите на Чанаклија присуствуваме на почетокот на користењето на водоводот. А второ, што исто така е многу значајно, е дека општина Василево овие средства ги доби директно од Светска банка, најреномираната меѓународна финансиска институција, што многу зборува за капацитетот на општината, за ангажираноста на градоначалникот, на Советот и на сите луѓе кои што беа вклучени во овој проект, бидејќи Светска банка ги
прегледува проектите по највисоките светски стандарди од аспект на техничката, инженерската, еколошката карактеристика на проектот. Овој проект ги исполни сите стандарди на Светска банка и на 20 декември Светска банка, експертите од Светска банка дадоа одобрение за проектот, така да тоа само представува уште една потврда дека општина Василево изминативе години многу го зголеми капацитетот и можноста и способноста да изработува вакви проекти и да аплицира за проекти кои што се значени и за подобрување на стандардот на граѓаните. Како што беше спомнато и од градоначалникот, ова не е и нема да биде единствениот проект во насока на подобрување на инфраструктурата. Ќе бидат реализирани или се во тек на реализација и многу други проекти во делот на патната инфраструктура, во делот на водоснабдувањето, канализации, во делот на изградба на улици и патишта во и околу населените места, така да задоволство е од аспект на владата да видиме една мала, релативно посиромашна рурална општина, дека оди напред, дека има решенија за сите проблеми и дека во таа насока владата и досега, но и од сега ќе продолжи да дава сериозна голема финансиска поддршка, бидејќи гледаме дека општината има капацитет и градоначалникот добро ги планира проектите, што возможува и да добиеме средства и од надворешни извори, односно од меѓународните финансиски институции. Би сакал на крајот да се заблагодарам и на општината и на тимот во Министерството за финансии што вака професионално ја сработија работата и во многу краток рок дојдовме до овој момент на потпишување на договорот. Нека е со среќа.